Од студиото на Ексклузив, со вас е Марко Шипка. Така е, ново издание на Ексклузив во екото на новогодишните празници и токму заедно со нас денеска е жената која со своите вклучувања од градот на светлината Париз стана вирална во Македонија токму преку социјалните мрежи. Истата таа токму денеска ги разбавува, односно го разбавува секојдневието на секој незин фан, односно следбеник, односно сите оние илјадници кои што ја следат токму на незината социјална мрежа Инстаграм, односно профилот на Марија Пијанманов Плевнеш во Ексклузив. Добре ни дојде, Марија. Добре бе, најдов, благодарам. Директно од Париз, токму тука, во екот, како што кажав, на новогодишните празници, верувам дека изборот за наш гостин е навистина ексклузивен, со оглед на тоа што, како што кажав, предизвика внимание уште од твоите почетоци. Holiday Inn, Skopje, Intercontinental Hotels Group. Меѓутоа, еве, ќе започнеме практично со она што ти го практично правиш во моментов, односно си во престој практично краток во Македонија. Дали практично колку ти фали родното место овдека во Македонија и на што прво секогаш кога се враќаш овдека во Македонија доаѓаш? Па вака би почнала со тоа што ме најави дека сум вирална со моите вклучувања директно од Париз, лајвови кои што се многу популарни и се уникатни пред се, но јас би рекла дека станав вирална и многу гледана за публиката поради моето запросување од мојот сопруг во Париз, нашата љубовна врска која што започна и венчавањето во Париз. И тоа го објавија медиумите и од тогаш почна таа енергија на нас двајцата како најпопуларен пар во Македонија кој што шири позитива, љубов од градот на љубовта, на светлината, на уметноста, на модата. Тоа фалеше во оваа средина и ние станавме многу заприметен пар кој што им ги разобавуваше деновите на луѓето, секојдневијата, затоа што денес се е онлайн, ние се вклучувавме и всушност првото вклучување лајв е од Коко во Берлин во хотелот Адлон. На гитара чинам каде што свири, или? На гитара од дома беа тие романтични вклучувања затоа што тој нонстоп ми компонира, ми свири сега во Париз со клавир ме буди и тоа всушност беше најголемата љубопитност луѓето да ја видат оваа љубов и веруваа во нашата љубов и бевме навистина по медиумите една сензација која што многу почна да се имитира, да се појавуваат парови кои што се запросуваат, стана тоа еден најголем тренд и траеше долго и се сеќавам дека почетокот на лајвовите беа поради таа причина што бевме многу актуелни како пар и луѓето сакаа да не видат каде сме, каде патуваме. Мене цело време ми пишува пораки, добивав многу комплименти за нашата врска. Навистина сум благодарна на сопругот Константин и навистина тоа беше една, како да кажам, многу убава енергија од нас која што доби голем фидбек
свет и сите наши фанови ги поврзавме со тие лајвови всушност, кога сватив дека имаме многу публика и луѓето се заинтересирани за нас. Колку го направи првиот лајв од Адлон, како што реков, во Берлин, бевме на еден филмски фестивал кој што го одржуваше тој со неговата филмска академија. И тогаш, всушност, тој сакаше да раскаже за едно уметничко дело во хотелот Адлон, непознат со бебето Майкл Джексон што го држаше од прозор. Тоа е многу популарен хотел во Берлин и таму има една многу убава фонтана од Африка и сакаше за кралот што ја донел да раскажува и од таа причина всушност почнаа тие лајвови и јас наредниот го направив во Амстердам. Кога отидовме ние во време на COVID, кога не се патуваше, имавме можност дека документи од Франција имаме и колку е поврзан многу со Амстердам и отидовме таму да се одмориме затоа што беше многу напнато и тогаш се случи да биде тоа што почна со нашите лајвови и јас од тогаш ги правам секогаш и сум отворена со својата публика, имам што да им понудам, супер сум прифатена и тие лајвови навистина се нешто уникатно. Така, како што напоменав, тоа ме интересираше прашање, враќањето во Македонија секогаш, кога се навраќаш, кој е првото место на кое доаѓаш? Кога доаѓаш во Македонија? Во Македонија доаѓам заради фамилијата, која што неизмерно ми значи, секогаш се враќам прво заради тоа, затоа што имам и одговорност кон фамилијата и затоа што имаме домови овде и секогаш се ангажиран околу својот дом. Значи не живееме ние само во Париз. Како што рекле, значи да, големите луѓе имаат повеќе места за живење. Малце е напорно, но никогаш не се откажувам од Скопје. Иако навистина не е споредливо со Париз ништо и првите 2 недели само викам леле, но веќе потоа станувам среќна затоа што најголемата среќа во животот ја имам да живеам точно во Скопје и кога сум се борела сама и кога сум била навистина храбра како личност. Многу сум била среќна затоа што тоа се случувало во Скопје и сум била навистина секогаш среќна овде и го сакам многу Скопје и кога се враќам секогаш и ме одмара дека животот во Париз е напорен, убав, но исто толку и напорен. Така е, особено што е голем град и го спомнуваме Париз. Најголемиот во Европа. Така е, првата асоциација за Париз од до пред неколку години, како што кажавме, за македонската јавност беше токму Ефеловата кула, катедралата Нотр-Дам, Шанзелизе, меѓутоа тоа се смени, како што кажавме, токму заради тоа што виралните видеа кои што ги правиш со твојот сопруг се и како гледани. Кај нас, па кажи ми, како е да се живее, би рекол слободно, на како што ти практично тоа го презентираш од вашите видеа на висока нога во Париз? Па, сега јас станав како еден амблем од Париз, нели, меѓу сите тие и Мари Пари, затоа што јас го имам своето име Мари Пари на Инстаграм, како да што ги снимам сите тие лајвови, затоа што не ќам да се снимам како клише, значи некоја модна сензација е Париз за секого, но јас не сакам да ги повторувам сите тие Инстаграм случувања, затоа што каде и да уклучиш на социјалните мрежи, го гледаш истото. Дубај, Монако, Париз и сите тие слики се повторуваат. Јас сакав да направам нешто различно и ги направив тие видеа кои што покажуваат дека високата нога е всушност стил на живот, но тоа е мојот стил, лично. Значи, тоа не е некое занесување на некој висок стил, затоа што во Париз ако живееш, ти живееш на висока нога. Тоа е елитата на светот. Париз е се. Таму се случуваат најлудите модни работи. Ти кој да си, Париз е толку голема звезда што те стопува. Значи, си подчинет на таа убавина, таму е најголемата уметност, сите модни брендови. Јас, например, седам секој ден до куќата на Диор, до Шанел, на Мантеј на Венијата, си пијам кафе таму, каде што се раѓа секој ден најголемата модна уметност, каде што се креираат фустаните за луѓето што денеска се со брендовите, нели, возвишени поради таа модна убавина што ја нуди Париз. Така, малкумина знаат, ја спомна уметноста, дека токму ти си историчар пред се на уметноста, да, но си била дел и од модните ревии, како и новинарските кругови и води, па од каде љубовта кон овие 3 професии?
Па, се е поврзана. Најмногу ја сакав уметноста, затоа што така сум воспитувана од дете со уметност, со филмови, со таква фамилија што била уметничка, со режисери и пишаниот збор исто така ми беше омилен и тоа се спои на еден начин што татко ми беше новинар и од него го научив тоа затоа што секој ден слушав како он работи и како има енергија, каква сила е. Таа прекрасна новинарска енергија ја обожавав и многу го сакав Супермен, сите има идоли, мене ми беше Супермен идол. Затоа што и он беше како Кларк Кейн, нели, новинар. И исто тоа го поврзав да биде клучно да сакам да бидам новинар, но работев во култура. Јас во Нова Македонија во лик и културна рубрика и многу пишував, не знаат луѓето сега јас колку тоа немало тогаш ни подкасти, ни интервјуа, но јас со какви луѓе сум правела интервјуа, дека сум добила од Дејвид Линч режисерот и од Бери Адамсон што се работуваше со големиот Ник Кейв, добив дури и сценарио да снимам филм. Тоа никој ексклузивно го кажувам. Да, за ексклузив. Ликот се викаше Катарзина. Филмот беше Терапист. Тоа беше една многу интересна приказна. Требаше во полски филмски студија да се снимаат. Но јас од фамилиарни причини откажав и некој можев веќе да почнам и во филмскиот свет да навлегувам, затоа што јас сум одамна така популарна само на различни нивоа и категории, знаете. Имав многу понуди за соработки, дури и во Белград сум имала понуда како новинар во Нова ТВ да работам од Силва Силвони, директорката која што ми прати понуда, на и тоа го одбив. Во Нова Македонија работев со љубов, но многу сакав да учам за цркви, ме интересираше да истражувам. Тоа ми беше нешто што најмногу ме исполнува. Историја на уметност совладав многу добро, го завршив дури со 10 оцени затоа што уживав у тоа и самата енергија што имав со тоа историчар на уметност можеби ме однесе до Париз, затоа што мојот сопруг следел јас уште од 2012 колку работи знам, што споделувам, како ме интересира, он е од уметничка фамилија, нели, режисер и син на писател, амбасадор Јордан Плевнеш, да бидеме јасни, значи, зошто го привлеков, со пишан збор, со мојата уметничка харизма, значи, сум оставила голем впечаток, па така е таа уметност и историјата на уметноста, што мене ме интересираше да ја истражувам. Јас сум дипломиран историчар на уметност и новинар и навистина сум горда со тие две професии и многу ми помогна во животот и ме конектира со Париз, понекогаш се чувствувам како кодот на Да Винчи, како кодот на Марија Плевнеш. Би сакале да го испомна камерите, филмската сцена и така натака, да те поврземе токму со твоето искуство пред ТВ камерите и соработката со Игор Џамбазов. Како дојде до таа соработка, да им откриеме? Па не беше тоа некоја соработка, да се изразам на друг начин. Значи, јас во Скопје во фазите кога сум била популарна, сум се среќавала со многу режисери, продуценти, тогаш се запознав со Дејан Миличевиќ, кој што мислеше дека сум јас многу убаво лице и треба да се искористи и ми понуди да снимам реклама за ударното юбилејно некое бинго роден ден, кој што го водеше Игор Џамбазов. Јас од кои причини не знам, требаше да патувам, не заминав на прославата, но снимав една реклама и на таа реклама при монтирањето јас бев измонтирана со Игор Џамбазов и ние бевме едно лице. И беше многу интересно, беше хит рекламава и само кажав од секогаш знаев дека Игор Џамбазов сака да биде. Јас малце се пошегував иронично, но работите се наместија до ден денес така да навистина не спои можеби само тој момент некоја популарност наша на секој на различен начин што ја имал. И тоа беше интересно, но интересно е да спомнам за Игор Џамбазов дека е поврзан со мојата фамилија, значи братот на татко ми Јацо Алексов кој што ги правеше тие култни детски серии како Волшебното самарче, Булки крај шините, каде што Игор Џамбазов беше главна улога, од таму му почна чекорите кон славата. За мене Игор Џамбазов пред се е фантастичен глумец, еден од најдобрите на ниво на Мето Јовановски покојниот. Така, Игор Џамбазов и воедно ни е чест гостин во ексклузив, така да, и он е популарен и во
Париз, кога бевме во Париз кафе, се запознавме со еден скопјанец Саша, кој што рече дека од Македонија ве признавам вас, плевнаш фамилија, Константин и Марија и Игор Џамбазов. Само тоа го гледаме со сопругата во Париз. Он со години живее и работи во Париз, во популарно кафе. И кога одиме на кафе кај него го поздравува Игор Џамбазов, а исто еве поврзане со мојата фамилија, што тој е режисер и тие култни серии ги направи, каде што он глуми главна улога и можеби тоа на некој начин не поврзува. Кое е најголемото изненадување кое што си го добила, односно како Марија плевнеш од некого? Па моето изненадување најголемо е што мојот сопруг ми го поклони Париз. Така? Па да, тоа беше изненадување како он ме запроси. Беше изненадување што он секој ден ме запросува на најубавите места по светот, каде што ние често патуваме и секогаш што и да направи е некој изненадување. Значи кај него има еден француски шарм. Значи он не го прави да биде тоа бракот и врската клише, туку он ја режира на еден начин. Има еден прекрасен карактер, ме изненадува. Секое изненадување што најмногу ме изненадило е еве запрашувањето пред Ејфеловата кула, излеговме во небото над Париз, Le Soleil de Paris и таму ме запроси, многу бев изненадана и тогаш почна мојата приказна од 5 мај 2018. Така, дали се сметаш за бренд и инспирација за многумина кои те следат на социјалните мрежи? Да, искрено се сметам. Јас не сум роб на брендови, кој што прекопира нешто, гледа бренд и го облака за да биде интересна, туку јас самата се креирам. Приметувам дека многу девојчиња тоа го и повозрасни пријателки го копираат, но не се фанови, туку се хейтери. Да ги поздравам дека јас знам дека ме копираат, може да бидат поотворени, драго ми е дека го прифаќа тоа. Имав пријателки кои што би ми рекле, прво чекаме ти што ќе облечеш, па ние па тебе. Знам и да ја предвидам модата, например да предвидам боја некоја што ќе биде сезонски, да почнам да ја носам, па почнува да се случува во Париз и колку е сведок на тоа и се чуди. Значи, јас имам многу сенс за мода, можеби многу дека сум истражувала и историја на уметност поврзана со новинарство и многу патување, дава да имаш поизострени сетила. Не сум фанатик и по брендови, но самата сакам да се креирам, дури понатака да откријам дека имам план да и работам во смер на мода. Да. Кога сме кај брендовите, еве ги напомена, кој е твој омилен бренд и кој како стил практично го практикуваш да го носиш на себе? Би рекла дека брендовите се уметност денес и дека треба да се почитуваат, затоа што тоа е исто како на времето Ван Гог кога не можел да продаде слика, а сега како се продава Ван Гог. Има некој против нешто тоа? Значи нема, но имаат многу луѓе против брендовите. Значи модата, ујубавината од секогаш биле неминовни, дури самиот Леонардо да Винчи, кој што сум проучувала, многу се дотерувал, пазел да биде секогаш во посебни плишани одела, да биде многу дотеран, среќен, кога бил дотеран, значи од секогаш, уште од времето на Ренесансата и барокот, модата е поврвна и од сега. Значи светот без тоа не може да функционира, треба да се прифаќаат брендовите, не треба слепо да се прифаќаат, но треба да се негува таа артистичка реализација на креацијата на светот, поврзана со изгледот, со стилот. Јас ги имам секогаш по детаљ, по некое парче од француските брендови, омилен ми е Yves Saint Laurent, тоа е најубавиот бренд за мене и е како мајка и татко на сите брендови. Секој бренд што потоа добива на некоја периодов да биде хит, секогаш приметувам дека од некоја линија од Yves Saint Laurent има, значи тоа е парискиот класичен стил, поврзан со Шанел и Диор. Ја имам среќа, реков, да седам секој ден карши Диор, да пијам кафе во Лавени, на Мантейн и тие брендови како мирисаат, дишат, ги имам веќе во мојот ген, во ДНК, значи споена сум со тоа. Со оглед дека нормално си дел од тебе и гледаат гледачите на ексклузив како наша гостинка. Ова е од професорот да го напоменеме да фотографијата. Во Универзитетот Европа Прима, овој ми беше чест да бидам фотографирана од професорот Роберт Јанкуловски ми направи многу добра сесија на фотографија. Што според тебе практично значи зборот ексклузив?
Па ексклузив, значи, ако се изразам така како што јас сакам да се изразувам, тоа значи сонце. Значи, сонцето е ексклузивно, нешто што е единствено, уникатно, а за мене ексклузивно значи сонце, затоа што светот не би постоел ако нема сонце. Значи, ексклузивните работи секогаш соло, многу се уникатни и ексклузивната работа треба да биде навистина нешто што не треба да се изгустира како збор, не треба да се манипулира, туку ексклузивитетот треба да има свој вистински стил, вистински бренд и да внимава. И секогаш да блескаш ексклузивно. Верувам дека тоа е така и еве пред самиот крај со оглед дека како што кажав новогодишните празници ни се токму пред нас. Која би била пред самиот крај твојата порака кон твоите следбеници и лјадници еве во новогодишен фазон практично? Во новогодишен фазон Што е она што би им посакала еве сега со е оглед нова дека година. доаѓа 2024 така. 2024 би посакала луѓето да бидат многу поотворени кон себе, да не ликуваат дури на мене. Им посакувам да бидат позитивни во своето размислување, зборот позитива да не се свати како само зборче и да ја размислат на суштината. Суштината е како испуштена малце од нивните секојдневија, да се држат до тоа што води кон целта и да продолжат да се запрасуваат, да веруваат во љубовта, да се инспирираат од вистински работи и им посакувам среќна нова година на сите следачи и нека очекуваат многу нови лајвови од нашите патувања. Така, верувам дека, како што кажа и Марија, љубовта е практично она што нормално ги држи луѓето и уникатноста во сето она што го живееме. Тука некаде е крајот на нашето ексклузивно издание, нормално на ексклузив, како што кажа и Марија, уникатност пред се токму оние личности кои што ги гледате овдека. Пред самиот крај да им се заблагодарам на нашите пријатели Капитол кои што нормално учествуваат дел од емисијата да изгледаме токму вака, а нормално и нашите нови пријатели кои што нормално се погрижија за нашите гости Иво и Нина, меѓутоа и нашата гостинка сега Каровски Makeup and Hair, како и нормално нашите пријатели од Вистина МК, како и новите пријатели кои што ги имаме од Србија, а се шириме и во регионални рамки со Telegraf.mk. Тука некаде е крајот на ова ново издание, веќе се гледаме. И да додадам сака. Да? За војните, да престанат војните секаде. Ако може тоа да ми го снимете. Не, секако ќе го повели слободно во пресекот. Исто така сакам да кажам дека моја најголема желба е, вознемирена сум дека живееме во едно време кога треба да се сакаме, да веруваме во тоа што сме воспитани какви да бидеме како христијани, да престанат војните. Пораката ми е дека да престанат сите војни и да завладае конечно вистинскиот мир кој што сите го заслужуваат, затоа што сите луѓе се исти и сите заслужуваат љубов. Како што реков, ексклузивното сонце за сите нас подеднакво ја дава. Еве, прекрасен крај токму на ова, како што кажав, ново издание на ексклузив. Се гледаме повторно наскоро.